Навистина ми е голема чест и задоволство да бидам тука. Знам дека е неблагодарно да се отвори сесија во недела Сабајле, ама јас ќе пробам да го привлечам вашето внимание колку што е можно. Ова е една многу широка тема, за која што можеме и е актуелна многу, и затоа и со задоволство прифатив, затоа што не се многу чести можностите за ваков тип на дискусија. Најпрво би го коментирал прашањето околу моментумот кој што стои во насловот. Momentum for enlargement in the changed European security environment. Затоа што мислам дека таа анализа е клучна за да видиме што ќе следи понатаму и како ние треба да се поставиме. Агресијата на Русија врз Украина е еден момент кој што направи сериозен импакт. Но војната на Блискиот Исток не треба да помалку да се третира како фактор. Ако следиме внимателно што се случува низ Европа, треба да сме убедени дека и двете овие војни имаат своја улога во обликувањето на европското јавно мнение, што е според мене клучната битка како да се придобие на следните европски избори во јуни 2024 година. Зголемена е свесноста на државите членки, дури и на оние најевроскептичните, за потребата од повторно ставање на проширувањето во геостратегиски контекст. Тоа што ни недостасуваше од зачленувањето на Хрватска па до денес. Значи, можеме слободно да кажеме дека речиси 10 години Европската унија имаше многу повеќе бирократски пристап отколку геостратегиски пристап, политички пристап. Најавата за тоа се случи уште со новата методологија на Франција, меѓутоа таа нова методологија добива на свое значење многу повеќе денес, откако ја имаме новата ситуација, тоа е дека државите како Украина и Молдавија, кои што немале и Грузија, кои што претходно немале перспектива за членство, денеска ја имаат. Тој нов моментум е за нас шанса. Многумина се плашат, секако дека не е фер Украина и Молдавија кои што немаат ниту почнато преговори да бидат третирани како фронтранери или како најнапредни кандидати, ако знаеме каква е состојбата во државите, но тоа е давање на поттик за да ги стасаат оние години, пропуштени години на реформи, проблеми со Русија и така натаму. За нас, државите од Западен Балкан, тоа треба да биде третирано како шанса, не како страф. Бидејќи не е важна причината зошто се отвара вратата за нови членки. Важно е да ја отвориме вратата за нови членки. Тоа е битка која што претходно не сме имале можност да ја биеме. И оваа вистинска шанса, вистинска можност треба да се искористи бидејќи нема да трае многу долго. Јас секогаш, односно во последно време особено, сакам да слушнам повеќе што имаат да кажат евроскептичните држави, отколку оние кои што се еврооптимистични. Затоа што обично евроскептичните држави го диктираат темпото на проширувањето. Она што може да го препознаеме е дека навистина постои волја, дури и кај оние држави кои што не сакале воопшто да разговараат за проширување, денеска да разговараат за проширување. Како што се Данска, како што се Холандија до нека, Франција и така натаму. Во Холандија посебен случај, тоа ќе го искоментирам на крај, како една од последиците на овој нов моментум. Тој моментум, бидејќи Европската унија не може да испорача брзо проширување, ја натера, ја притисна да направи неколку суштински чекори кон државите од Западен Балкан, од кои што ние денес имаме придобивка и треба да се споменат. Првиот чекор е притисок за отварање на преговорите со Северна Македонија и Албанија и францускиот предлог. Тоа е директен производ на тој притисок. Ние сме имале претходно, имавме германски предлог, имавме и португалски предлог, имавме повеќе шанси и фази, словенечки предлог, мислам во време на словенечкото претседателство имаше обиди,
но немаше таков притисок врз Бугарија и врз нас да се најде конечно решението. Инаку да не беше тој геостратегиски притисок, можеа без проблем да не префрлат на чешкото председателство, на шведското и така натаму. Не. Притисокот на вистина беше сериозен заради тој геостратегиски момент. Тоа нормално влијаеше можеби на квалитетот на францускиот предлог и на решението, но од друга страна, факт е дека постоеше политичка волја за отварање на преговорите со Северна Македонија и Албанија. И тоа треба да го прифатиме како придобивка. Втора работа, текот на скринингот одеше многу интензивно, многу брзо и тој наредната недела завршува. Значи 14-15 месеци по нова методологија ги слушавме сите новитети во законодавството на ЕУ и за 14 месеци завршуваме. За Украина и Молдова ќе оди уште побрзо, бидејќи тие нема ни да го поминуваат тоа, туку ќе го преслушаат нашиот скрининг. Така е договорено. И потоа веднаш ќе одат на билатералниот скрининг на делот кога ќе ги испрашуваат нив. Имавме, ова лето добивме и резултатот, извештајот, првиот кластер. Работиме веќе на тие клучни патокази, владење на право, јавна реформа, јавна администрација, функционирање на демократски институции, и тоа до крајот на оваа година ќе го поднесеме како документи, со што ќе дојдеме до една точка на исполнување на сите предуслови со исклучок на уставните измени, кои што се за нас битен политички услов. Инаку сите други технички услови, па и политички ги исполнуваме за отварање на првиот кластер. Тоа се должи на желбата на Европската комисија и на државите членки на вистина да ги придвижат работите. Клучен момент според мене ќе биде дискусијата на Европскиот совет во декември, затоа што се уште не постои јасен и цврст консензус за одлуката за почетокот на преговорите со Украина и со Молдова. Постојат најмалку две држави кои што имаат резерви или барем имаат резерви за формата во која што тоа ќе се случи. Јас сум сигурен дека ќе се постигнат консензус до тогаш, во наредните 2-3 недели, но важно е да се испрати сигнал дека Украина, Молдова, Грузија припаѓаат во Европа, односно во Европската унија како идни членки. Во однос на државите од Западен Балкан, она што е ново и многу битно, тоа е планот за раст. Планот за раст е проект на директоратот за проширување и директорот Герт Јан Копман, холандски дипломат и бирократ во Брисел, кој што направи на вистина една и со поддршка нели на Вархеји, на Урсула фон дер Лајен како политички поддржувачи на овој процес. Меѓутоа тоа што го направија за многу кратко време е на вистина револуционерно, бидејќи по прв пат се отвараат можности за учество наше во посериозно учество во пазарот на ЕУ, вклучување во некои програми кај што не сме биле вклучени до сега, но и прв пат толку директно се врзуваат реформите поврзани со интеграцијата, па и преговорите со финансиската помош, што требаше според мене да се случи многу порано. Да се врзе финансиската помош со реформите и обратно. Приоритетите се покрај јавната администрација, јавните финанси, дигитална, енергетска и зелена транзиција, подобрување на деловната околина, исправување со неформалната економија, управување со човековиот капитал и владење на правото и борба против корупцијата. Значи, ова се практично на некој начин Европската унија ги определува суштинските услови, итните услови за прием во членство. Така барем јас гледам многу. Динамиката за финансиска помош е исто така важна. На крајот само би сакал да кажам неколку важни политички пораки што мислам дека се клучни. Победата на Вилдерс во Холандија укажува на тоа дека постои опасност на европските избори да добиеме една поинаква слика на Европскиот парламент и на европските институции. Од друга страна, успехот на Педро Санчес во Шпанија ни дава надеж дека борбата на прогресивната
политичка сила во Европа е активна, жива и дека има шанса. И затоа мислам дека европските избори во јуни 24 се едни од најважните во последните 20 на години. Во исто време, исто така сметам дека и нашите парламентарни и претседателски избори се едни од најважните во последните 15-20 години од истата причина. Затоа што го определуваат текот на државата во наредните 10 години, исто најмалку 10 години, исто како што европските избори го определуваат текот на Европската унија во наредните 10 години. Сметам дека единствено што ни преостанува за да може да сметаме на преовладување или победа на прогресивните политички сили, на оние проевропски политички сили, е храбро спротивставување со популизмот, храбро застапување на своите позиции, изнесување на нови и свежи позиции блиски до граѓаните, тоа е многу битно, и зајакнување на инструментите со кои што ќе се намали стравот на граѓаните од поддршка на проевропските сили. Затоа што мислам дека популистите низ Европа играат токму на картата на стравот, на исцрпеноста на ЕУ од војната во Украина и на револтот од ситуацијата на Блискиот Исток. И тоа како нус производ може да има многу тешки импликации. Сметам, моје мислење, уверен сум во тоа, дека Европската унија мора да има храбра политика на проширување кон Западен Балкан. Инструментите постоечки, план за раст, отварање на преговорите, туркање на преговорите понатаму се од клучно значење, но постои уште еден последен елемент што ќе биде најбитен и ќе биде круна на сите претходни напори. А тоа е потврдување на она што го кажа претседател Шарл Мишел во Блед, дека 2030 година е индикативна година за нови членки. Доколку тоа не се случи, овие напори нема да имаат свој целосен импакт. Зошто го мислам тоа? Со тоа ќе завршам. Затоа што граѓаните во Западен Балкан, нашите граѓани на крајот на криштата, за да можат целосно да поверуваат дека навистина припаѓаат во Европската унија, а тоа е суштинската битка на ЕУ во нашиот регион, да ги убеди нашите граѓани дека навистина припаѓаат во ЕУ, иако ние немаме дилема за тоа, тоа е возможно само со потврдување на она што го каже претседател Шарл Мишел, дека 2030 година е година во која што е можно да се реформираат од некои правила во ЕУ за да се примат нови членки, и дека од европска страна, и дека е можно, а јас сум убеден во тоа дека е можно, да се реформираат нашите држави, за до тогаш да бидат подготвени за членство. Тоа не мора да биде година која што ќе биде запишана во камен, дури да биде 2031, 32, но битно е да имаме индикација, битно е да имаме цел, која што ја бркаме, која што ја туркаме, која што ја сакаме да ја постигнеме. Затоа сметам дека најважната кауза на прогресивните сили, на проевропските сили, не само прогресивните, дури оние што се на десниот спектар, а се суштински проевропски ориентирани. Главната кауза е Западен Балкан и Северна Македонија во Европската унија до 2030 година да стане навистина централна кауза и главна цел и мисија на овие политички сили. Сега, ако се пропушти овој бран и овој момент, понатаму може само да сметаме на пораст на национализмот и на оние политички актери и каузи кои што ги испразнија нашите држави од млади луѓе и кои што не убедуваат дека стратегијата на чекање и влошување на односите со соседите е добра стратегија која што ќе ни донесе резултати на долг рок. Јас сум сигурен дека Северна Македонија ќе искористи шансата наредната година на изборите да ја избере она вистинска опција, а тоа е опцијата на Европски фронт, во кој што ќе бидат вклучени сите кои искрено веруваат дека можеме и треба да станеме членка на ЕУ до 2030 година и кои што не сметаат дека треба повторно да се преговара францускиот предлог, дека треба повторно да влеземе во оној тунел во кој што бевме во спорот со Грција 10 години,
и кои што нудат на вистина без перспективности и конфликт. Така што ви благодарам на вниманието и отворен сум за дискусија.